Во едно од најсиромашните места во Европа живее млад брачен пар кој го очекува своето најголемо богатство. Кога дознав дека сум бремена, чувството ми беше прекрасно, беше многу убаво. Поубаво чувство тоа нема. Владата вели дека здравствената заштита за бремените жени е бесплатна, но во реалноста таа е најскапа за најсиромашните. Понеделник е денот кога привремениот гинеколог треба да ја посети Шутка. Денеска планирано, вредните нема ни трага од доктор. Македонија во 21. век. Елизабета Ајдин живее во Шуто Ризари, најголемата општина со ромска популација во Македонија. Заедно со нејзиниот сопруг Рамадан, тие очекуваат првата принова во семејството. Никогаш нема да го заборавам тој ден, зашто скокав од радост, се радував, почнав и да плачам, зашто го чекав ова дете 2 години. Сместени во својот нов дом од пред неколку недели, младиот брачен пар се соочува со низа проблеми. Моментално работа немаме ниту ја, ниту сопругот. Ја и да сакам да работам, не можам, бидејќи сум трудна. За сопругот се трудиме многу. Баравме многу работа, ама никој до сега се нема јавено, никој го нема побарано. Чекаме и како да ви кажам, ден за ден така правиме. Елизабета е во напредна фаза од бременоста, но таа не посетила гинеколог речиси 1 месец. Денеска е денот кога се надева дека ќе го дознае полот на првороденчето. Но за да дојде до одговор, таа е принудена да патува во други општини. Во местото каде што живее сега, гинеколог нема. Денес ќе одам на преглед, имам закажано во 12 часот, но морам да одам во Чаир, бидејќи морам да патувам толку долго сега, бидејќи тука немаме наш матичен гинеколог. И сега морам до автобуска, па со автобуси да се матам, до Чаир, па назад. Мора да одам. Зашто тука немаме, а да имаме тука матичен гинеколог наш, би било многу полесно. Доктор Флора Докулјумани е гинекологот што го следи развојот на бременоста на Елизабета. Да се пак ми кажавте дека сумнете дека е женско. Тоа е последна нешто. На незината стручност сметаат уште 1500 жени кои се незини пациенти во моментов. Докторката имала понуда да работи во Шуто Ризари, но одбила. Одбив зашто мислам дека како овде пак треба да се плати кирија. Јас не би можела да седам со 5 пациенти, со 10 пациенти, мене тоа ми е мотив да работам. А кога би ми нудил одеднаш, значи, за тие пациенти да сум одговорна, а не од нула да почнувам, тогаш зашто? Ево, од утре би почнала. Керката на Докулјумани, како и многу други доктори од Македонија, одлучила да работи во странство, каде може да заработи многу повеќе. Во оваа поликлиника Елизабета ги доби информациите за тоа како се развива нејзиното бебе. Во моментов уште 220.000 жени во Република Македонија исто како неа немаат пристап до гинеколог во својата општина, а дел од нив никогаш во животот не направиле ниту гинеколошки преглед. Да, Шуто Ризари не е единственото место во Македонија без гинеколог. Во повеќе од половина општини во државата се живее со истата реалност. Жените се принудени да патуваат и до 30 километри до најблискиот град за преглед. Официјалните податоци покажуваат дека бројката 138 гинеколози во земјава, кои имаат склучено договор со Фондот за здравство, е недоволна за здравјето на околу 700.000 жени. Но министерот за здравство, Никола Тодоров, вети дека работите ќе се сменат, со тоа што ќе ги стимулира медицинарите да се запишуваат на специјалистички студии по гинекологија. Остана еден сериозен сегмент на така наречените матични гинеколози, кои што во државава се во
прилично недоволен број. Односно има вкупно 138. И заради тоа се одлучивме да објавиме третово за кофинансирани специализации за вкупно нови 47 гинеколози или специализации по гинекологија, со што практично за повеќе од 34% отприлike, ќе го зголемиме вкупниот број на гинеколози, на матични гинеколози во целата држава. За еден гинеколог да специализира потребни се повеќе години. Но што до тогаш? Може би добар, не може би, е добар потек. Меѓутоа, мислам дека е закаснет потек. Тие гинеколози ќе бидат гинеколози специјалисти по 5 години. Што во тие 5 години? Значи, нови немаме прилив, а многумина од нас во тој период ќе заминат во пензија. Се има капацитет. Значи, физички не можеме да постигнеме веќе да прегледаме, да прикрепиме и прегледаме квалитетно повеќе жени. Соочени со ваква реалност, група на жени од Шуто Оризари формира иницијатива, преку која волонтерски тим ги информира бремените родилките за нивните здравствени права. Буквално од куќа на куќа ги информираме жените, не само жените, нели мажите кои што се заинтересирани, меѓутоа влегуваме буквално во секоја куќа и ги информираме за нивните здравствени права, потоа социјалните и семејните права и дискриминација. Најчесто луѓето не знаат, значи дека имаат прекршено право од областа нели на здравството, социјалата или дискриминацијата или репродуктивните права, па најчесто кога ќе им објасниме, кога ќе ги информираме, тогаш се свесни дека им е прекршено некое право. Салија вели дека нередовните прегледи доведуваат до загрижувачки просек на смртност кај новороденчињата, која во Македонија е 3 пати повеќе од европскиот просек. За време на истражувањето што го имавме конкретно 2015 и 2016, 2 новороденчиња почина, исто така за жал. После тоа се случува уште една доенечка смртност. Знаеме дека според нели последната статистика која што ја имаме, дека смртноста е во подем кај ромската популација. Не ми кажа што е, дали машко или женско, а многу сакам да знам. Многу е возбудливо внатре. Овој млад брачен пар својата принова ја чека во јануари. Иако не го дознаа полот, се надеваат на здраво дете, кое ќе расте со сите потребни услови за пристоен живот.